Prvo hvala za поканата, това ще ме викнал емисија. Значи, ја учев средно медицина и нешто што е карактеристично за мене као карактер е што секогаш сум гледал да се интересирам за различни теми. Ама завршив во средно, кој што беше многу така, затоа што си осуден да учиш дење ноќе за да стигнеш оценки, многу се затвараш во една тема и после некој време почнав да контам дека ми треба некој издувен вентил, почнав да одам по невладени, да се дружам со различни типови на луѓе и после известно време сватив... Секунда, што активности беше во невладените? Црвен крст одев доста, бев нешто заменик на клуб на млади, пробував да направам акции, некои такви ствари. Од секогаш ми интересирала филантропска работа и сакам да помагам на луѓе. Верувам дека голем дел од тоа што сум денес е резултат на луѓето што поминале онака низ мене преку невлади. Ама си се предизвикал себе си да влезеш у некое ново искуство и постојано градиш својот карактер. Да. И сега, например, ти си во ситуација каде што на твои години многу породично ги гледаш работите од некој што не ги поминува тие препреки. Апсолутно. И однапред можеш да предвидиш што се случува да ги постапки, онака хронолошки која се поделени. И од друга страна, јас кога прва, втора година средно, веќе, знаеш, се поминал толку многу различни луѓе, различни карактери, едноставно кога треба да работиш со различни тимови, кога треба да запознаеш луѓе кои што не се од Скопје, кога се отвараш на идејата дека не сите луѓе се исти како тебе. Јасно. Многу, знаеш, кога си прва година средно, кога си некој копил, тргнуваш од идејата дека, окей, моите вредности, оно што ја го мислам, дека тоа е тоа, врвот, јас сум го достигнал. И ја почнав полека да се отварам на различни идеи, и тука влезе некако и политиката. За жал не влегов премногу сериозно, ама нешто што се обидував и тогаш и сега, да го имам како мајндсет, е дека политиката е некој си сврзнат киво на системот во кој што живееме. И политиките се оние кои што не диктираат само, не знам, носење на нов закон за јазици или носење на нов закон во однос на образование, него буквално минорните работи, како квалитетот на вода кој што ќе го пиеш, квалитетот на воздух кој што го имаш, каде умееш да седнеш, на што умееш парите да ги потребиш, сето тоа е политика. На некој начин. И луѓето не се доволно свесни, не доволно влијаат на тоа и многу ретко се артикулира став во нашето општество, за жал, тргнувајќи од некоја позиција на, како се вика, на кафански муавет, најчесто. Ние сме, јас сум правник, да не подецирам по-често 50 пати, имам и политички предмети, меѓутоа сум се движам во слични круги по тебе. Човекот во принцип е политичко суштество. И сите можни процеси што ги правиме околу се политика. И емпириски тоа е точно дефинирано. Меѓутоа од тие кафански разговори, рекла казала, се избегнуваат тие темели кои што треба да се воспостават во тие разговори. И многу е лошо што во тие кафански разговори, во тие секојдневни преко политиканти, што ќе се на кафана, они знаат се, они објаснуваат за се, они знаат како се треба, се создава релативизација на сериозни теми, на многу сериозни теми. Подлошите. Да подржам само и од друга страна сум скроз се согласувам, ама од друга страна повеќето луѓе добиваат аверзија, зашто кога се во политичкиот простор е труење со коментари на социјал медија и така натаму, луѓето немаат интерес веќе да се вклучат во дискурс, знаеш, да имаат сериозна дискусија за тема. Мојот проблем единствено со политика беше што секогаш беше некако многу тоа теоретски дел. Јас сум повеќе практичар и не знам како има, мислам, некој формален назив на некој ваков синдром, ама тоа е кога живееш или кога растеш во некој општество во кое што гледаш дека има толку многу проблеми и почнуваш да чувствуваш терет на свој грб како поединец кој што пробува да направи нешто, осеќаш таков терет и почнуваш да правиш ствари кои што реално решаваат проблеми. И никаде прва или втора година на факултет со една екипа на млади луѓе кои што имавме сличен мајндсет, се одлучивме да основаме невладена организација која што се вика SmartUp и е лабораторија за социјални иновации. И оваа ја основавме во 2014 година и клучната наша цел беше окей, се тргаме од муавети, ги одиме кон акција. И ние сакавме да идентификуваме општествени предизвици и да креираме решенија за нив. И сега нака fast forward, она што денес го правам, е работам во полето на образование. И зашо проценувам дека образование, свесен си, квалитетот на образование во нашата држава не е
помеѓу најдобрите, буџетот што се одвојува исто така не е меѓу најдобрите во регионот. Што конкретно се занимаваш ми тоа со образование? Да, за време на пандемијата, заедно со УНИЦЕФ, Министерството за образование, Министерството труд и социјална политика и бюрото, го предводев и се уште го менаџирам проектот кој што се вика Едуино. Едуино е колективен портал на кој што придонесуваат наставници, воспитувачи, родители од целата држава. Значи имаме над 20.000 членови кои што секојдневно продуцираат и праќаат материјали. Клучната работа која што ние имаме е се обидуваме преку заедницата која што креира и поднесува ресурси да помогнеме во рапидно подобрување на образованието преку отворени и достапни ресурси. Например, имаме видео лекции што се заменети за ученици кои што ги следеа за време на пандемијата. Имаме активности и игри за родители и деца да може дома да ги направат или во градник или во школи. Правиме вебинари за нив. Значи ние сме во моментов број еден, мислам дека онака, ако гледаме бројот на следбеници на вебинари во државата, ние во просек на еден вебинар имаме по 3 до 4.000 луѓе кои што ни се прашаат. Да, нешто што сум особено горд е што пред некој месец поминавме 5 милиони прегледи на содржината што ги имаме и влеговме со special mention во топ 100 иновации во образование во свет. И ова го направивме за година и пол-две. Кажи ми кога Не, само сакав на крај да кажам дека се ова се бројки резултати, ама зад тоа има многу насмевки на деца, има родители, наставници и луѓе кои што седнале и волонтерски одвоиле време од својот ден за да направат нешто за некому да му биде полесно и на крајот од денот да создадат заедничко место кај што ќе може да соработуваат и да се излезат од проблемите со кои што живеат. И тоа мене ми се свиѓа, кога нешто практично ќе се случува. Затоа што делот на теорија и политика на сите викам образованието е лошо. Ама што правиш ти за да го подобриш? Секад ги прашувам тоа луѓе. И ја тргнав кај себе си од тоа прашање и реков ќе седнам и ќе посветам добар дел од моето време за да направам некакво подобрување, затоа што ако сакаме следните генерации на ученици и на родители да бидат подобри, мора да инвестираме значително време во тоа. Нашава приказна почна, значи јас сум носител за лиценца за TEDx настани во Македонија и креавме некој TEDx настан за образование и пред 3-4 години. Темата беше Flipped Classroom. Тоа е концепт кај што наставникот не предава, него има материјал кој што оди на, не знам, лекција некоја анимирана, а наставникот идејата му е да работи индивидуално со ученици, да им ги види афинитетите што се добри и да им помага за да ги наслучи. И е многу кул концепт за Дали се дојдов на екипава за дигитално образование царство? Не сум. Тоа се посебен тим на луѓе. Што не знаеш што работи. Да, не би навлегало таа. Червалце не сум многу сложно со тој систем моментално што прави. Види, не би навлегало ја во тоа многу бидејќи тоа си заседен проектот она што ја го работам, а мојата она што ние го работиме, сега поголем тим од 15 на луѓе, нашата идеја не е да кога дигитализираш содржини, треба да си многу внимателен околу процесот. Неминовно е дека тоа е иднината, дека ако споредиме со држави од светот и постигнувањата на образовни резултати, мислам, да речеме сега во Берлин пред нека недела имав состанок со компанија што е од Кореја, кои што прават да учиш физика и астрономија во VR. Влагаш ти и гледаш ствари. Ние тоа го има таму, ученици, буквално ми покажуваат типкава слики од конференции, седат 300-400 деца со VR headset и гледаат ствари, а јас седам и објаснувам на неа дека ние уште немаме дигитален учебник како што треба. Знаеш, така што тоа е сосема види, да, ама технологијата многу често во нашето општество, поготоа технологијата не се гледа како алатка, него се гледа како замена. Значи, е алатка како се друго, како што учебникот е алатка за да го направиш процесот на учење, така и дигиталниот учебник или било кој дигитален ресурс. Ама улогата на наставникот е пресудна. Значи ти можеш да имаш како сакаш VR headset и не знам што, ако не си добар наставник, џабе ти е. Ние тоа што пробуваме да го направиме, што е различно од овој проект, ние се обидуваме да бидеме место за креирање на заедница на такви наставници. Тргнувам од идејата на кога луѓето гледаат долгорочна инвестиција во местото кај што живеат, ќе се замараат за таа држава. Значи нема никој да остави
Знаеш, да не протестира, да не се. Ако јас се гледам за 30 години овде со моето семејство, ја уште од сега треба да почнам да бидам политички активен за да направам. Ја мислам дека постикачно мислам дека е канализирана во тие невладини. Мислам дека е канализирана во тие неформални движења. Затоа е вид Само дека тоа се 30 или 40 луѓе максимум. Ма мислам дека тие 30-40 луѓе максимум можат да променат определена работа. Мислам дека баш тие се тие клучните. Само да ќе завршам со две-три реченици. Баш мислам дека сите ние што сме останати од, значи не сите и тие што доаѓаат барат алтернативни начини како да ги протнат веќе, значи што пленумот, што сме имале искуство со пленумот, ете го згаснал тој вид на форма, сега бараме некој нов вид на форма да се создаде. Се трагаме. Да се трагаме, да. И затоа мислам дека е вид на подкастите што ги правиме. Еве ние младите на пример, како е неформална младинска иницијатива, успеавме да го актуализираме проблемот за родилката Јодис со струга. И случајот уште трае. И тоа е затишкан од институциите. И сега наша од работните комисии, пардон. Знаеме точно кои високи функционери стојат зад се, знаеме се и не се откажуваме од битката. Тоа е толку јасен случај, на. Да, меѓутоа проблемот е што ете анкети правиме, прашалници постојано, правиме подкасти со млади кои што се истакнати, меѓутоа не добиваат медиумска експонираност во јавност. Во медиумска експонираност во јавност добиваат многу тие комерцијални ликови кои што имаат вредност, не викам не ги спорам, меѓутоа немаат никаква си толку големо влијание колку што сами се преценуваат, да речеме на некој начин. Немаат силен контраверзен став за нешто. Да. Затоа пак ќе речем, дека мене медиумската експонираност на јутуберите ми пречи, баш напротив, секој им чест, навистина. Меѓутоа, не сите млади сме во таков аспект. Не интересира. Да, не сите заинтересирани. Има и млади кои што ти си го сведок од нив. Илјадници млади што излегува на протестот, што навистина сакаат општествени протест, општествена промена да се случи. Да не бидат само гледани како вид на шоу бизнес. Не ги интересира шоу бизнесот толку, не ги интересира толку лесното профитерство врз основа на некоја си шега. Ама истовремено, мислам дека е дел од има толку влијание. Не. Сега да кажам дека алтернативни начини. Мене ми се свиѓа концептот на ова што го работите, малку поинакво и верувам дека е кул за млади луѓе да го слушаат. Ја би испратил критика, пример, знам дека има доста политички невладени кои што работат на awareness, на креирање на свесност за политики, прават истражувања, пример. Има. Секунда само, има и подкасти, на пример, како Infomax. Ама тоа не ми се допаѓа, што сакам да, на пример, подкастот, млади подкасти кои правиме ние, ги правиме реално, имаат критични ставови. Не ми работа сега ние седнеме тука да го дискутираме против ВМРО, давачите се тука збориме реален став. Од легитимни ликови, разбираш, од тие што се например. Ама друга критиката ми беше дека можеби проблемот е што треба да има некаков мердж помеѓу тоа што го прават јутубери, кој што е интересно како концепт и она кој што е потребно да биде како политички слушната. Голем проблем е што пред некаде лета спонзор пост, некоја невладена направила анализа за некакви собраниски процедури. Сега гледам анализава, 50 страни документ. Значи, млад човек на моментата никад нема да го прочита. Јасно. Сум сване, сум сигурен него правиле. Ние што нема да го прочита. Да, резимето го читаш и сега си викам, окей, ја да негде се замарам со вакви глупости. Ама некој да го видам кај мене мало што го знам, што никад не би го отворил тоа. Значи он никад нема да биде едуциран за одредена тема, која што можеби нешто ќе направи него како да го раздвижи. Зашто? Затоа што принципот на уредување на таа содржина не е забавен и не е интересен. И тоа е голем проблем, знаеш. Се сакаме ние, затоа ја ти го начнав делот за дигитални образовни материјали. Затоа што ако ти внатре имаш сериозни теми кои ќе ги спакуваш на интересен и интерактивен начин, можеш да потекнеш ученици да се заинтересираат за нешто што претходно ниту наставникот ќе им го пренесе затоа што не умее да го направи на тој начин, ниту ученикот сам по себе би го истражал. Јасно. И тоа е многу битно. Ние што правиме, зашто спомна карактер и вредности, ако сакаме следните генерации на ученици да бидат подобри индивиди од нас, значи ние мораме да работиме на нешто се вика карактерно образование. Во нашите материјали, поготово оние активности што ги креираме, имаме нешто што го нарекуваме карактерни вредности. Има еден во Бирмингем светски познат институт, се вика Jubilee Center for Values and Virtues,
Они имаат креирано сериозно методолошки пристап за како може со деца од 3 до 10 годишна возраст да се работи на креирање на и потикнување на вредности како искреност, истреност, љубопитност, желба за разбирање меѓу себе, самосвест и така натаму. Во нашето општество, ако рефлектираш на твоето образование, никој никогаш овие работи не ги посочи, ниту па не едуцирал. Ти излегуваш од образовниот систем, не знаејќи кои се, не знаеш да кажеш овие се трите вредности што мене ми се битни. Тоа е голем проблем. Битни ти се оцениве за можеш да се запишеш средно. Не, битно е како човек ќе видиш шо, какви поли ќе имаш. За да можеш да се запишеш на одредени школи. Ако немаш просек, идеш ето ему И после сега имаме хиперпродукција на дипломи и еден тон на невработени луѓе. Јас сум бев многу просечен студент. Речи си не бев многу заинтересиран во материјалот, затоа што само не разбираш, толку ми беше некои професорите може би беа одбивни, може не сите, имаше некои поединци што беа навистина добро, меѓутоа не можев да се концентрирам во останато. Ја читав материјал, го учев, ама не можев да постигнам некоја оценка, затоа што не сакав да пробам некој интерес, затоа што не ми пријаше. Кога отидов на факултет, многу поразлично се одрази факултет на мене, многу повеќе се променил во себе си, повеќе луѓе, повеќе размислувања, повеќе ставови, полесно ускажуваш својот карактер, можеш да слушнеш мислење. Да, по-слободно на факултет. По-слободно на факултет. Може да направиш дебата дека осебно беше многу дали беше како млад дека се пронаѓаш себе си, па потиво бев можеби затоа. А на факултет многу се особови себе си, многу навистина. Што е супер што си имал таква средина. Да, и сите имаат таква. Нагло, докато почнав брицаш, почнаа студентските протести. Сега се насоли групи на луѓе. Да. Кои има заедници кои што припаѓаш исто многу битно. Дека јас сум политички активен од 16 години. Од 13. Добро. Ја те знам од 12, од 13 во СДС. Добро. Ја па никад не сум имал желба да влезам во партија. Не знам сега да не навлегам во Ја мислам, партија. Мене увек ми е тоа некако така. Јас сум се заљубен у СДСМ, на некој начин, меѓутоа проблемот е во тоа што Он е заљубен у социјалдемократската политика. Да, не мешаме СДС тука кај нас. Социјалдемократија, не социјалдемократско предување. У партиите не се вреднува мислењето на младите, секогаш беше како техничка алатка за стоење на штандови за Ти си практикант. Да, дека си тоа е тоа. И со се извини, Не, управо си, Мене ми е право си. мислам дека многу се губи од потенцијалот на партијата што може да Јасно. Ако споредиш како действуваат политички партии во Германија, да речем, младите кај нив се движешка сила, онака организираат протести за климатски промени, за не знам што све не. Кај нас не затоа. Ма тоа ми иритира на пример, ако ние се како ПВТ, ќе го знам пленум зашто и 20 сме биле таму активни. Како пленум успеавме да направиме страшни, ако помести, го дигнавме воздух цело општество, реално да минеме. Политичките партии имаат ВМРО-РС имаат огромна моќ во својата младина. Они можат вака да мобилизираат многу млади. Они не прават ништо со таа. Воздух им стои само така. Не искориста на потенцијал им стои така. Зошто мислиш дека е тоа така? Така му одговара промена. За да нема нови идеи, за да нема... Затоа што у секоја од тие партии до ден денеска, можеш пред некој ден имаше некоја статија излезена. Сите што се членови се на некакви си одбори или на општински комитети, сите се синови на претходните гарнитури шофи. Значи тоа иде до дете на детето. Фамилиарна генеза. Да, фамилиарна генеза и нема простор за нов некој да дојде да даде идеја. Така беше општин аеродром, татко му бил советник, сега он е советник. Да. И детето него се учи да биде советник. Кога го прашуваш, добро брат, зошто не направиш каква промена во општината за тебе, за аеродромот? Абе брат, што ми кажа, тоа ќе правам сега. Немаш да се бунтуваш, знаеш како иде. Тој збор советник ми е. На млад човек си советник. Знаеш како нешто не ми иритира? Како може млад човек да биде клиентелистички настроен? Млад човек треба да биде живо дете, да зборува, да се бори, да стакнува, да кажува. Он е одрас на општеството. Да, општеството ти налага ти да го пушташ тој пред тебе, затоа што он утре ќе ти фрли паричка позади. Буквално, он ти го земе целото, ама ти пушти некој паричка, падни ти си пресрекне дека ти фрли паричка. Може следно пат поише ќе фрли. И често проблем во принципот на размислување, секогаш ние тргнуваме од она што го познаваме, што ни е близко.
ако ги гледаш ти можностите на младите во Скопје, и ако прашаш некој што живее во Берово, во Пробиштир, во Ранковце, некаде таму во село некој, наке Герман нагоре, значи тој нема никакви можности. Значи он, млад човек како е, има или сточарство, или земјоделие, или партија да влезе. Емансипацијата е многу различно. Апсолутно. Многу ограничени можности има. И он кога доаѓа во Скопје, доаѓа релативно, мислам, немало он прилики да има контакт со невладени, со групи луѓе кои што се поинаки. Сега нема да сушти, ајде кажи. Не, само треба да имаме разбирање истовремено. Знаеш, затоа што често е као тргнуваш од идејата на како може оваков да биде. Може, веќе е одраз на општеството. Подкастите што ги започна, веќе стана некоја видна тенденција, голем дел младите гледам дека отвараат подкасти, искажуваат своји мислења. Веројатно мене Џо Роган многу ми беше така, ова интересен концепт. Многу луѓе има инспирација. Не инспирацијата го интересно, зашто да не се снимаат, накои се закачуваат и се слушаат различни размислувања. И поготово кога имаш одлична содржина. Пример, кога правихме ние подкастов, се собрахме Дончов, Калинов, уште некои дечки бевме и некој Борис Теревова, меѓутоа гледај внимавај содржината да биде одлична. Квалитетот телефони, вако, полека ќе се надоградуваме, не е проблем. Work in progress. Да, work in progress. Да, важно е, ако те гледаш со Кени, кога што со Кени кога снимавме, ни бевме многу полоша видеоматеријали, сега тоа. Технички бевме многу послаби. И луѓе ни пишува коментар, супер става, дајте едно се смене тоа, знаеш, на подобрива, да. И се викавме другарчи на пар, се гради тоа, за поезија, за се правихме подкасти, меѓутоа и подкасти и прашалници постојано, прашања за се што. Многу младе Петар, Георгиев од Јустинијан прави етести, многу млади почнува да се активираат навистина за сериозни теми. И не за сериозни, туку меѓу себе, за интеракција, за промоција на нешто што навистина вреди. На луѓе што навистина заслужуваат, зашто да не, независно што можеби нудиш платформа за нова платформа. Независно што можеби на пример на телевизија тие млади никогаш не би биле експонирани или никогаш не би можеле да дојдат просто затоа што не би биле викнати и забележани. Ние ги себе се знаеме кои сме. Не сум никаква фамилија. И принцип, да. Не знам на телевизија како е тоа, не сум бил запознат. Кога беше радилката Јелдис имавме покана за да учествуваме, за да го тигнеме тоа, меѓутоа јас ми реков дека не е работата да се промовирам јас или ние младите, или автономна зона или не е битно како, или некој се од родилката. Ако сака да прави со некој интервју, нека земе родилката. Да, не е потреба јас да она да земе материјал за утринска да пополни емисија. Ти како да си, како се вика, портпарол. Не, она сакаше си пополни место во. Да, често се случува тоа. Да, и ама тоа е интересно пред. Јас те прашам за заврши прашањето. Што тебе те натера? Што мислиш дека подкастите може да допринесе како платформа дополнително? И докаде може да се дали може да приведе се направи некој вид на поголема општествена промена преку сите тие подкасти дополнително? Од сите страни зашто знаеш напаѓаме не напаѓаме, ама перека дека се воспоставува определена општествена насока со тие подкасти што се случуваат определено. Мислам дека со тек на време ќе бидат еден вид на дискус, на политички дискус на кој што ќе се насочат. Можеби сега не, и ова тоа што го слуша ќе се смее, можеби, меѓутоа ќе видиш дека мислам дека војнина ќе добиваат многу повеќе на тежина. Така, нешто што мене ме мотивираше зашто подкаст да биде типот на медиум е за време на корона сконтав дека мислам ја лично слушав многу подкасти и ми беше како пополнување на време. Ако се сивам дома, мијам садови, подкаст на слушалки или пуштено позадина. Исто. И сконтав, викам, окей, ова е кул, баш ми се свиѓа. Претходно слушав доста подкасти, ама и ги гледав, слушав со Џо Роган и така натаму. Нека статистика ме прелета кај што беше стилот на бројот на слушатели на подкасти за време на 2020-2021, и само вака и само имаш покачување во светски рамки. И вака, окей, ова е супер нов медиум и нешто што многу ми се допадна кај подкасти што е релативно едноставно и лесно да го направиш и ти нуди можност за креативна експресија. Која ми беше мене инспирацијата за подкастот? Мојот подкаст не е, се вика Збор 2, нема политичка намера, ниту верувам дека ќе го насочам кон политика. Целта таму ми беше седев еден ден у парк, подпран на дрво и си размислував
Викам, окей, што е тоа што ми се случи во живот? На пат сум правил муавет со некој нов човек, онака рандом да отидам и да го запознам. И почнав да си размислам о себе, викам, како никад до сега си влегов во комфорт зона. Зашто си дома, истото ти се случува секојдневие, и седам тагов и се кренав онака, викам, кидам сега, викам, и правам муавет со рандом луѓе. И отидов кај дечки од Вело кафе, зијам кафе, правам муавет, и му кажам на лева, и вика, ти си ненормален, вика, или баре странци некој бар како ги примари, вика македонци, вика нема шанси ова да ти успее. Да. Од тој момент до сега имам интервјуирано преку 30 луѓе во парк. Браво. И еден од нив ми нема кажано не. Значи еден од нив ми нема кажано. Значи никој ме нема одјевано. Што мене ми е не знаете какво судир. Не е его бус, него ми е судир на моите предрасуди. Зашто ја тргнав со предрасудата, со стереотипот македонци нема шанси ова. Значи ја лично кој што ја имав идејата, ја тргнав со тоа. Онака, браво, викам, леле, викам, зашто викам ваков мајндсет имам, не, зашто тргнав од идејата дека луѓето не може да се поотворени во општеството, а се. И кога седнав со нив, и бев као, окей, што сакам јас со Збор 2 да креирам? Сакам да биде само аудио подкаст и така ќе остане, значи нема да има видео, можеби нешто со анимации во днина. Зашто? Затоа што сватев кога е анонимно и кога е само аудио, луѓето се многу порелаксирани и се зборуваат искрено. И не се представуваат со име и со презиме, него се представуваат со како би се опишал себе си надвор до луѓето во твојот живот. И зборат луѓе онака као, зашто ти го гледаш онај металец и не знам што, а он кој ќе каже вика јас сум осетлив ваков таков и осеја за битието внатре у него. И ги прашувам прашања што се онака баш мене ми е интересно и несекојдневно. И малку на почетокот ми фуфкаше. Бевко дали луѓе ќе одговара. Топ. Флоу. Онако многу интересни луѓе запознав. Извадив 6 епизоди, имам материјал уште за 2 сезони, мислам нека. Кај застанав, значи Збор 2 тргна да целта ми беше, сакав да направам комјунити ствари на луѓе кои што ќе си даваат подршка меѓу себе и малце како многу ни фали контакт помеѓу млади, помеѓу различни типови на луѓе. Сватив дека кога е анонимно имаш повеќе можност да немаш прв печаток. Знаеш, ти кога ќе го видиш некој кој што е панкер и тргнуваш, го гледаш на видеото и викаш не ќе го гледам. Ако слушаш само, а немаш појма која е личноста, ти си ја замислуваш, си ја градиш некако. И тоа ми беше многу битно. Меѓутоа сега после 6 епизоди и супер тргна и слушатели, и комуникација, и бројки, и све тоа. Се запрев себе си поради една проста причина, што не знам што е тоа што сакам да го изградам со подкастот. Тоа е многу битно прашање што секој треба да се го постави, затоа што тоа што го сконтав е, ако ова сакам да биде нешто што ќе го правам подолгорочно и ќе ми биде лично моја пасија да функционира, треба да има некаква посериозна намера и треба да има некаква стратегија за да се одржува подолгорочно. И тука почнав да истражувам за подкаст и вајде вие го имате истиот презвик и ќе се збори со другите гости, ама во Македонија немаме принцип на монетизација. Многу ран медиум е, врска немаат луѓето што се подкасти, пола од нив мора да им објаснувам. Нема спонзори и така натаму. Тоа е една бариера. Втора бариера мене што ми беше многу побитна е што стварно сакам да на крајот од денот некој кој што ќе го слуша подкастот да има можност посериозно да се вклучи и да комуницира со различни луѓе. И во моментов немам доволно време да го направам и се реков, со дека ова не е сериозен проект, а гледам многу потенцијал, нема да го онака нека се седи, сега за сега, нека се крчка и после ќе го